Собранискиот спикер Талат Џафери официјално ја закажа седницата за францускиот предлог во четврток во 13 часот. Пратениците веќе добиле пораки со известување откако владата ги испрати сите документи од француското претседателство до собранието. Сепак, очигледно е дека францускиот предлог во парламентот ќе помине без билатералниот протокол да биде јавно објавен и достапен за пратениците и граѓаните, бидејќи тој не е дел од дополнително испратените материјали. Од кабинетот на Џафери потврдија дека е стигнато дополнување на документите. Владата денеска, според барањата од вчерашната координација во собранието, достави дополнување на информацијата за содржината на предлог преговарачката рамка за пристапните преговори на Македонија со Европската Унија. Собраниски извори веќе брифираа дека мнозинството ги има изготвено заклучоците кои најверојатно глатко ќе си поминат на седницата, со оглед на тоа дека сите албански партии и СДСМ даваат подршка за ваквиот, како што сега го нарекува власта, европски предлог. Неизвестно е дали помалите коалициони партнери на власта, ЛДП, Дом и Демократски сојуз, ќе дадат подршка со оглед на нивните забелешки во однос на целата преговарачка рамка. Од Демократски сојуз веќе испорачаа предлог заклучоци до Џафери. Павле Трајанов бара доследно да се придржува кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара. Наместо унилатералните изјави за македонскиот јазик, да се додаде нов став по приемот на Македонија во Европската Унија, македонскиот јазик да стане службен јазик без какви било можности за негово оспорување од страна на ЕУ или нејзина членка, од преговарачката рамка да се изостават и билатерални прашања наметнати од Бугарија. Собранието не открива детали како ќе заврши постапката за носење заклучоци без клучниот документ во кој се содржани сите македонски отстапки по втората заедничка седница на Македонија и Бугарија, ама и согласноста за ревидирањето на македонската историја. Прво ветуваа дека сите документи заедно со преговарачката рамка и протоколот кој бил усогласен меѓу Скопје и Софија ќе бидат објавени и испратени до собранието. Брзо потоа се тактизираше со денот на објавувањето на протоколот. За сега владината тројка, Ковачевски, Маричик и Османи, да ја сменат тезата, па сега вела дека протоколот не бил финализиран. Но и дали власта брза да ја заврши целата работа до 22 јули, од кога започнува и годишниот одмор на Европската комисија.